Утрински стихови од Библијата. 4 септември. Ги свртувам нозете мои. Размислував за своите патишта и ги насочив нозете кон Твоите сведоштва. Псалам 119, 59. Возраста никогаш не може да биде изговор за да не го послушаме Бога. Нашата вера треба да биде плодна со добри дела, бидејќи верата без дела е мртва. Секоја извршена должност, секоја жртва поднесена во Христово име, донесува извонредно голема награда. Во самиот чин на исполнување на должноста, Бог проговара и го дарува својот благослов. Но тој бара од нас целосно предавање на нашите способности. Умот и срцето, целото битие, мора да му се предадат, инаку нема да успееме да станеме вистински христијани. Бог неускратил ништо од човекот, што може да му обезбеди вечни богатства. Тој ја облекол земјата со убавина и ја уредил за човекова употреба и удобност за време на неговиот минлив живот. Тој го дал и својот син да умре за откуп на светот кој паднал преку гревот и безумието. Бог бара брза и безрезервна послушност на неговиот закон. Но луѓето спијат или се парализирани од измамите на сатаната, кој им предлага изговори и лажни оправдувања, совладувајќи ги нивните колебања на совеста, велејќи, како што и рече на Ева во градината: нема да умрете. Непослушноста не само што го стврднува срцето и совеста на виновниот, туку има и тенденција да ја расипе верата на другите. Можеме ли да си дозволиме себе си да постапуваме по своја волја и да се истргнеме од рацете на Бога, бидејќи тоа повеќе му годи на природното срце? Бог бара совршено подчинување и совршена послушност. Како што цветот се врти кон сонцето, за неговите блескави зраци да помогнат во усовршувањето на неговата убавина и симетрија, така младите треба да се свртат кон сонцето на правдата, за да ги осветли небесната светлина.